Ќе го сменам тогаш редоследот на прашањата, наместо првото прашање до министерот за внатрешни јаве, првото прашање ќе биде до премиерот. Господине премиер, од пред 2 дена имаме информацијата дека Грција блокира 3 меморандуми заради тоа што премиерот Заев напишал македонска фудбалска репрезентација. Меѓутоа, она што повеќе зачудува е вчерашната ваша реакција, односно извинувањето, каде што велите сгрешив што напишав фудбалска репрезентација, имам 46 години, се случува да направам грешка. Викате секогаш праќам пријателски пораки, верувам во Преспанскиот договор. Господине премиер, во Преспанскиот договор никаде, ама баш никаде не стои дека зборот македонски е забранет да се употребува. Точно вие бевте тој кој во безброј изјави, банално е да ги цитирам, а и го оставив телефонот на место, велите дека придавката македонски се цврсти како бетон и дека никој не може да ги избрише. Дека тие остануваат за употреба како внатрешна, така и надворешна. Односно, не уверувавте дека придавката македонски е заштитена за секогаш. Има и спотови кои што на оваа тема беа снимани од Социјалдемократскиот сојуз. Не уверувавте со познатата ваша фоскула дека идентитетот е бетон. Меѓутоа, сега целиот народ гледа дека укажувањата не биле само во главите на ВМРО-вците. Јас се извинувам, меѓутоа, според мене, тоа се ваши срамни постапки и изјави и гледаме дека бетонот го рушите со динамит. За тоа, господине премиер, никој не ви дал дозвола. Нели е срамно да се извинувате за тоа што сте напишале македонска репрезентација, која не е ништо друго освен македонска репрезентација. Доста е со едни изјави во Македонија, а други изјави надвор од Република Македонија. Сметам дека е срамно премиер на држава да каже јавно, оти на 46 годишна возраст почнал да заборава. Дури е и дополнително загрижувачки истото како за државата, така и за граѓаните на Република Македонија. Моето конкретно прашање е докаде сте спремни да одите со понижувањето на Република Македонија и македонскиот народ, затоа што со вашата вчерашна постапка се поставува прашањето, меѓутоа за жал се добива и одговорот дека вие лично, Зоран Заев, сте единствениот кој го уништува македонскиот идентитет. Дали, господине премиер, со вашето вчерашно извинување, вие сте кој што ја прескртавте, односно целосно ја поништивте придавката македонски? Второто прашање ми е до министерот за внатрешни работи. Господине министер, веќе подолго време во Република Македонија актуелен е проблемот со недостатокот или немањето на пасоши, регистарски таблици и така натаму. Имајќи го во предвид тврдењето на МВР дека немањето на пасоши е класична дезинформација и дека патни исправи има во доволен број од сите типови, ова го потенцирам, од сите типови, па повторно слободно кажувам, ги обвинувате граѓаните дека заради короната навреме не ги обновиле своите документи, ќе констатирам дека ова тврдење е на голема лага и повторно потценување на интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија од страна на владата. Ова, господине министер, го потврдувам со мој личен пример. Пред околу една недела, преку собраниските служби, упатив барање до Министерството за надворешни работи да ми биде издаден пасош, заради што досегашниот веќе ми е истечен, односно не можам да го користам. Стариот пасош беше вратен, меѓутоа одговорот кој што го добив од МНР е дека пасоши нема и не знаат кога ќе има. Лично се обратив и до министерот за надворешни работи. Одговорот кој што го добив и од министерот за надворешни работи е дека пасоши нема и не знае кога ќе може да добијам пасош. Иста е ситуацијата и со регистарските таблици низ цела Македонија, иако вие, министре, тврдите дека проблемот е надминат и давајќи вакви изјави, всушност ги гледате во очи граѓаните кои се соочуваат со проблемот, велејќи им, луѓе, вие си замислувате. Има таблици, ама вие не гледате. Посочивте во изјава дека имало проблем во јавната набавка. По вашата изјава при проверка на лице место во неколку станици за технички преглед, одговорот всушност секаде беше из таблици нема и не знаеме кога ќе дојдат. Овде ќе посочам рамковната спогодба која што вие сте ја подпишале со трговското друштво Кантун Дойл, наводно поради итност, посочувам,
Во постапка со преговарање без објавување на оглас, значи во 4 очи, сте подпишале спогодба во износ од 11 милиарди 210 милиони денари на 2.4.2020 година. А таблици се уште нема. Моето прашање е дали навреме не ги нарачавте новите образци за пасоши во печатницата каде што се печатат во Германија и ве замолувам без замајување и на спратениците и на јавноста, кажете ни кога ќе има пасоши, заради тоа што исклучително е важно за граѓаните, особено за оние кои што се со живење надвор од државата планираат да си дојдат периодов и кога можат да се добијат регистарските таблици, дали причината е ова што се зборува наоколу, дека фирмата која што го добила тендерот сушува машини за штампање на вакви таблици. Ова е од огромна важност за функционирање на едно нормално општество, кој ќе сноси одговорност за оваа ситуација во која што ги донесовте граѓаните на Република Македонија, за која што во текот на вчерашниот ден и народниот правобранител посочи дека одговорност мора да има. Третото прашање ми е до министерката за култура. Господјо министер, дали е можно до овој степен да не се читат и да не се почитуваат закони? Бива ли до овој степен да има незнаење, заради тоа што срамот и бламот кој што ги доживуваме како од локалната исти и од централната, односно од извршната власт? Човек се прашува дали е во прашање до овој степен незнаење или пак СДСМ гледа да направи од се криминална сделка. Господјо министер, Домот на култура во Прилеп е национална институција во надлежност на Министерството за култура. Господјо министер, во Република Македонија постојат 4 вида власт: извршна, локална, законодавна и судска, и сите со своји надлежности и ингеренции. Како и покрај сите укажувања, вие како министер дозволивте за институција која што е во ваша надлежност, локалната власт, односно градоначалникот, да распишува тендер за проект, односно да придонесувате лагата пласирање на прилепчани од локалната власт дека ќе изгради нов театар, да тече и во овој период. Вие со допис, колку што знам, не сте дозволиле на општината да игра, буквално да игра со ваши објекти, а сигурно не сте го задолжили ни градоначалникот со допис да ваш објект да распишува конкурси. Бидејќи да беше ова држава водена од одговорни луѓе, до сега некој ќе сносеше одговорност. За да се продлабочи трагедијата, вашиот директор на Домот на култура во Прилеп, кога СДСМ сваќа дека лагата на градоначалникот повеќе не може да обстојува и дека навлегол многу во прекршување на закони, со допис му се обраќа на градоначалникот и му го бара проектот, па СДСМ со одлука на Совет, сами кои ја гласаат на седница на Совет, одлучуваат истиот да ви го дадат вас како министер за култура и на директорот. Ние како Општински комитет во Прилеп се обративме до вас, меѓутоа вие до ден денес молчите. Дали ја погледнавте оваа одлука и проектот и зошто од ваша страна е молчењето? Каков е вашиот одговор за оваа одлука? Дали знаете за ингранката на градоначалникот и директорот? Дали можеби вие сте тие која што ги поттикнува директорите на институциите под ваша надлежност да кршат закони и зошто се уште ја водите играта на замајување на прилепчани прилепчани и вработените во театарот и Домот на култура во Прилеп? Благодарам. Благодарам. Пратеничка Данија Лашковска постави 3 пратени